Ова не е фотографија од пожар. Ваков отровен чад се појави денеска од оџакот на студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу во строгиот центар на метрополата. И може би ова не е ништо ново. Иста е сликата секоја зима, но владата уште пролетто одлучи да одвои 9 милиони денари за замена на системот за грејење на овој студентски дом, но очигледно и тој план падна во вода. Скопјани бараат одговори, а со надлежните тешко оди комуникацијата. И суштинските прашања како овие за воздухот запнаа на јазикот. Ние веќе имаме предложени долгорочни мерки, но ова што денеска ние тука зборуваме се работи за краткорочни мерки кои што делуваме сега одма. Министре на македонски може би да... Ја разбирам на македонски, але не можам да се изразувам слободно за сега. Првиот човек на МВР денеска најави нова мерка против аерозагадувањето. Инспектори од градско и локално ниво секој ден ќе правеле обиколки и ќе ловеле несовесни граѓани кои палат депонии, а под засилен надзор ќе се стават и фабриките загадувачи. Спасовски апелираше за поголема свесност, граѓаните да го користат јавниот превоз, но дали и министерот ќе се вози во автобус. Ако утре би бил чист воздухот во Скопје и во Македонија, јас сум подготвен веднаш сите министри да одиме со автобус или можеби и пешки ако треба на работното место. Екологистите пред неколку дена им пишаа писмо на Пендаровски и Заев. Побараа војската и полицијата да се вклучат во активностите за почист воздух, но за министерката Шекеринска ваквата акција не е изводлива. Војска на улица значи вонредна состојба. Земејќи предвид како е нашето уставно уредување, акциите на војската навистина мора да ги почитуваат овие правила. Меѓутоа, ние сме на располагање, армијата е на располагање. И додека владата смислува нови мерки, од оние старите 39 на кои се обврзаш и легов дека ќе ги исполни, остварена е само една.